Политиките на ВМРО-ДПМНЕ се евидентно добри поради што растот на бруто домашниот производ од 3% го потврди и Државниот завод за статистика. Податоците укажуваат дека растот е на широка основа со позитивни остварувања во сите сектори. Така кај услужниот сектор забележан е раст од 7,1%, кај стручните, научни и технички дејности 4,8%, информации и комуникации 3,6%, уметност, забава и рекреација и слично. Градежништвото забележа раст од 7,1% и ова е сектор кој во иднина очекуваме да биде главен двигател, имајќи го во предвид целиот оној инвестициски циклус кој што го најавувавме. Во економијата, Кочовска изјави дека се вбризгани 11 милиарди денари. Од почетокот на годината, скоро 11 милиарди денари од буџетот се вбризгани во економијата преку компаниите кои што работат на изведба на инфраструктурни проекти. Близу 500 милиони денари кон компаниите кои работат на општинските проекти, за кои исто така се обезбедени средства од буџетот. Над 125 милиони евра за инвестиции на домашните компании преку Развојната банка, раст на просечната плата од 10,5%, што е поттикнување на потрошувачката и индиректно на економијата, раст на пензиите за 2500 денари. На прашањето за ребаланс на буџетот, Кочевска одговори дека од денеса започнува со преговорите со останатите министерства за ребаланс на буџетот кој ќе се најде на собраниска процедура најскоро до 25 јуни.